Благодарам, председателя. Почитувани колеги пратеници, почитувана колежке Цветанка Иванова, мислам дека немате реално кредибилитет вие да зборувате за сиромашти. Мислам, не го сваќајте тоа, лично бидејќи приватно со пријатели, тоа е исто како Станка Атанасова кога зборуваше за возовите, а има паркирано Мерцедес од 100.000 евра пред влезот на собранието. Така да мислам, треба да зборуваме малце по-реално. Очигледно бројките кои што ние ви ги кажуваме, вие ниту сакате да ги сватите, ниту сакате да ги прифатите. Меѓутоа, може би, нема смисла. Значи, бројките ниту ги измислил Славе Гошев, ниту Цветанка Иванова, бројките се достапни во Завод за статистика и многу добро си кажува. Значи, стапка на вработеност, бидејќи невработеноста не ја прифајките, еве ќе одиме по стапка на вработеност. 97 38,1, 2002 40,4, 15 септември нели доаѓа, вработено од секоја фамилија по еден, па паѓаме на 39,6, за на 2010 43,5. Ако сакате и по број на вработени. 97 512,301, 2002 561 341. И пак 15 септември 2002 од секоја фамилија по еден вработен, за на 2006 биле 570,404, 2010 637,855. Број на вработени лица. Сигурно разликата од 95.000, како што каже некој од моите колеги, веројатно не мислите дека сите тие вработени во јавна администрација, јавни предпријатија и така натаму. Значи, тоа е реална бројка на вработени, кој што е податок од Завод за вработување, може и од Завод за статистика да го земете слободно. Ајде ке се вратиме на нашата Струмица. Во 2006 година бројот на невработени во Струмица, во Завод за вработување, тоа го многу лесно може да го проверите, беше 19.500. Повелете, утре во Заводот за вработување во Струмица, ќе одиме заедно, ќе видите дека бројот на невработени во Струмица е 16.500. Значи, за последните 4 години имаме намалување од купно 3.000 луѓе. Исто така да не ги спомнувам проектите кои што одат преку Агенцијата за вработување за само кредитирање и отварање нови бизнеси, 3.000 евра на човек, значи некаде вкупно околу 250 луѓе ја имаат искористена возможност. И на крајот, многу ми е жал, морам ова да ви го кажам како прилепчанка, ако ве слушате сега Ченто, покојниот нека му е лека земете собреке во гробот. Срамота е ова што го зборувате за музејот на ВМРО.